Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција е влијанието на Законот за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини врз бизнисот и за таа цел на денешната пресконференција ќе говори господинот Николајчо Николов, председател на Македонската асоциација на рударство при Стопанската комора на Македонија. Повелете. Добар ден, представници на медиумите во нашава држава. Сакам да ве поздравам, да ви заблагодарам за вашиот интерес да помогнете околу правилно информирање за ставовите на Македонската асоциација за рударство врзано со предлогот за измена и дополнување на Законот за минерални сировини. Ве поздравувам сите, ви посакувам успешна 2020 година. Годината има убави бројки, дај Боже сите на крајот на годината или почетокот на следната година да сумираме добри резултати, вклучително и резултатите од работењето на нашите медиуми. Ние во петокот одржавме седница на Македонската асоциација за рударство со цел да ги разгледаме предлозите за измена и дополнување на Законот за минерални сировини. Интересно е, ние со вас сме зборувале дека Законот за минерални сировини во Република Македонија е еден од најчесто менуваните закони во минатото. И се уште не можеме да кажеме дека имаме идеален закон, но нас не изненади брзината и одлуката да измените и дополнувањата на овој закон се донесат по скратена постапка. Ние како асоциација не гледаме причина никаква да се донесе по скратена постапка еден така важен закон, а особено сме изненадени од предлозите на кои се однесуваат измените. Најкарактеристичен се предлозите за измена на членот 51 од Законот за минерални сировини, кој го регулира прашањето за еднострано одземање на концесијата за експлоатација. Овде сакам да спомнам дека и сме повеќе пати сме зборувале и општо е познато, во нашава држава владее некоја, да кажеме, кампања или движење против рударскиот сектор и логично е, можеби, дека треба да се гледа одредени прашања да се дорегулираат во Законот за минерални сировини. Но во овие предлози како да се оди обратно, како тој текст на законот да се влоши и да стане неприменлив. Неколку прашања, многу е тешко на пресконференција сега ние да го анализираме целиот закон. Ја би изнел општи заклучоци и мнение на Македонската асоциација за рударство е дека овој закон не треба да се прифати во собранието на Република Македонија, туку треба да се врати на повторно, прво да претрпи јавна расправа и да се доусоврши по пат на јавна расправа и разгледување на сите засегнати страни. Овде во овој закон треба да биде вклучена и науката, затоа што ако уште една-две измени ќе претрпи Законот за минерални сировини, ќе дојдеме во ситуација да во нашава држава нема заинтересирани инвеститори за инвестирање во рударскиот сектор, а од друга страна ние немаме целосно согледување што ќе значи и како ќе работи нашава држава без рударство. Тогаш доаѓа во прашање и постоењето на образовните институции. Ние имаме многу добро организиран факултет за рударство и геологија во Штип. Ке дојде во прашање дали и тие се нужни, затоа што тие подготвуваат кадрови би требало преди се за нашава земја. Нашата приметба, ја би изнел само некои детали. Значи, доаѓа, се влошува прашањето за одземање на концесија и, да кажем, има одредба ако рудникот, соодветниот рудник ја загрозува животната средина и поголем број од населението ако се побуни, концедентот има право еднострано да ја раскине концесијата.
И сега ние прашуваме што значи појмот загадување. За да се раскине концесијата треба да биде дефинирано точно појмот на загадување. Се загадува воздух, вода, почва, кои елементи, кои мерила, што е дозволено, што не е дозволено. Ние тоа го нема дефинирано. Знаете, општ појам загадување на животната средина, јас можам да кажам одговорно овде и да ве повикам како медиуми, ние во Бучим, Радовиш имаме почиста средина општо, многу почиста во споредба со параметрите кои се дават за Скопје. Ние имаме 4 мерни места, постојано имаме мониторинг на мерење на PM10 честиците, тие не поминуваат повеќе од 30 микрограма по метар кубен. Видовме во Скопје пред некој ден имавме 250 микрограма и повеќе и најзагаден град. Зборувам не да штитам нешто, но ако зборуваме загадување, што значи загадување? Ние сме далеку, можеби и предлагаме да се пооштрат понатамошните мерки. Сите рудници овде се ставени во еден кош. Ние разликуваме рудници за обоени метали кои се поголеми и во инвестиции и по број на вработени и каменоломи кои имаат помалку вработени и поинаква е процедурата за добивање на концесијата. Сите ние имаме големите рудници, односно рудниците за обоени метали имаат интегрирана дозвола. Јас посебно ве молам да се укаже внимание. Интегрираната дозвола ги допрецизира условите за работа на рудниците и должностите и обврските по кои треба да се работи. Зашто таму има параметри, се контролира вода, воздух, почва, на кое време, кај се доставуваат резултатите. Неисполнувањето на интегрираната дозвола може да биде причина за одземање на дозволата, а не мислење. Знаете, имаме мислење, се собрале одреден број на луѓе, конкретно кај нас, не за тоа што животната средина е таква, туку затоа што не сме примиле некој на работа, не сме излегле во пресет и тоа може да се организират луѓето и да донесат одлука за раскинување на концесијата. Мислам дека има груби превиди и во колку овој закон се донесе во собранието, тој ќе значи влошување, понатамошно влошување и понатамошно одбивање на инвеститорите. Ние и онака во последните 2-3 години, ова што е движењето против рударството, и онака немаме инвеститори, ќе дојдеме период кога ќе имаме уште помалку или нема да имаме. Има една одредба, ако концесионерот нарушил животната средина, може да му се одземе концесијата, но концедентот има право без јавно надавање да му даде друга концесија. Тоа и да е куќа не е можно, а камоли рудник. Знаете, рудникот е таму поставен затоа што таму има руда. Сега некој ќе ти дадеме некоја друга концесија, значи нелогични, многу нелогични работи, и ние сме и револтирани, да ви кажам, и погодени од овие мерки. Очекуваме дека медиумите ќе го пренесат ова, да помогнат да во собранието се врати законот, да не се донесува измените и дополнување на законот за минерални сировини, а со цел не да го влошиме, да го поправиме законот за минерални сировини. Овде во законот ја нема таа релација, интегрираната дозвола ја доделува Министерството за животна средина со многу процедури. Во законот, по моје мислење, во законот за минерални сировини треба да се стави, да се опише влијанието на таа интегрирана, или помалите рудници имат интегрирана дозвола, да се поврзе со законот за минерални сировини и да се знае кога чита инвеститор или кога чита заинтересиран, да знае што све треба да помине за да добие одредена концесија. Значи, многу е лесно овде, предлозите многу се сведува на едноставна, дури по наше мислење и лични мислења се дали исполнуваш некои услови и не исполнуваш. Ние нагласувам,
големите рудници прават студија за влијание врз животната средина. Студијата за влијание на животна средина оди на јавна расправа месец дена пред заинтересираното население. Само одобрена студија за влијание врз животната средина е можност да се добие дозвола за експлоатација. И сега замислете, сте изодиле сето тоа и сега доаѓа, вие ја загрозувате животната средина, ќе ви ја одземеме дозволата. По мене, студијата е обврска. Студијата се преточува понатаму во интегрирана дозвола со точни обврски и тоа се доволно и во сегашниот закон е доволно да се действува и да се ако некој концесионер ги нарушува своите обврски да може да му се одземе концесијата. Има и други прашања кои тешко е сега све да се, и не знам дали има и смисла све да се прераскажува, но едно од клучните прашања е членот 51 кој само се влошува. Ние гледаме оправдување, можеби делот за прекршоци во Законот за минерални сировини треба да се усогласи со Законот за прекршоци, временски, не знам, можда тоа е оправдано. Друго, не гледаме оправдување за измена и дополнување на Законот за минерални сировини, особено, јас да ве подсетам, ние како Македонска асоциација бевме против, се донесе една кратка измена на Законот за минерални сировини, каде што се забранува од доделување на концесии за нови површински копови, каде рудата ќе се преработува по пат на лужење со примена на сулфурна киселина и цијаниди. Тој закон се донесе. Во Министерството за економија не знаат како може да го применат, затоа што има едно прашање. Руда, ниеден стручнак не може кога ќе види рудата да оцени дали она доаѓа од површинска експлоатација или подземна. Тоа значи дека подземна експлоатација може да извадиш руда и да ја третираш со сулфурна киселина или цијаниди, а она од површински коп не може. Значи, неприменлив е, селективен е законот, но он се донесе и можам да кажам дека не функционира. Јас од овде се обраќам и до пратениците наши да помогнат до вас медиумите да ја разјасниме состојбата. Ние дефинитивно како рударски сектор го почитуваме мислењето. Населението е многу важен параметар во ова. Јас лично мислам дека не треба да има рудници тамо кај што населението тоа не го сака. Но ако се помине таа дистанца, се помине разгледувањето на студијата, не може сега сакаме, па после не кеме. Значи, тамо ако населението не сака, дури не е ова студијата за влијание врз животна средина, предходните мислења, јас мислам дека не треба ни да се почнува, затоа што животот и праксата во нашата држава покажа дека против населението не треба и не може да се работи. Не сака населението, не сака локалната самоуправа да има рудник, ќе знаеме сите дека во догледен период нема да има рудник и сите ќе бидат мирни и помирени со тоа. Јас во овој момент би имал толку, стојам на располагање да одговорам на прашања кои ќе бидат поставени. Ви благодарам.